Судир на студен и влажен бран од север, со топла воздушна маса од југ над екстремно загреано и суво тло, идеални услови за силна бура. Токму ова резултираше со екстремен ветер со брзина од над 100 км на час. Во вакви околности се создава моќен облак со карактеристичен изглед на карфиол, а водената пареа во него почнува да кондензира и се создаваат капки. Тие можат да задржат огромни количини на вода, па затоа врнежите се појавуваат во вид на густи завеси од дожд и град. Иако температурата официјална измерена на 2 метри височина е 37-39, температурата на тлото, особено на непошумените места, е многу повисока, во градските подрачја и многу повисока, и тогаш наидувањето на студен и воздух со многу влага предизвикува силна кондензација, брз развој на олујни облаци. Метеоролозите објаснуваат дека ваквите екстремни временски феномени ќе стануваат се почести поради климатските промени. Врелиот појас од Северна Африка се почесто стигнува и над Јужна Европа, односно Македонија. Имавме пред некој ден и присуство на прах од Сахара. Сето ова беше склопено, повеќе топли бранови, голема висока температура на морето, особено на западното Средоземје, во Џеновскиот залив и Северниот Јадран, придонесоа исто така овие процеси да бидат силни. Во последниот бран најпогодени беа Поврдаријата и источните делови од Македонија, додека западниот регион и натаму се соочува со недостиг од врнежи. Вакви непогоди и порано биле забележани, но сепак ретки. Токму затоа метеоролозите предупредуваат да не се потценува сериозноста на овие појави поради значајната брзина со која се развиваат. Апелираат до граѓаните и во наредниот период внимателно да ги следат временските предупредувања.